predam tebe, Isuse, se predam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Ljubav ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Ništo ne možam da storam bez tebe, srce so krila, sozdaj vo mene. Srce so krila, što leta kon tebe. Dojdi, moj Isuse, dojdi, dojdi, ostani. Dojdi, moj Isuse, dojdi, dojdi, ostani. Tatko moj, ti blagodaram što mi podariš jedan den, što me ispravaš da sam zdrav, što mi davaš sila, što ga isprati tvoj Sin Isus Hristos, koga ga ljubiš, koga ga возлюbi i sita nas ne возлюbi. Da ni go pokaže patot kako od sinovi čovečki da staneme sinovi Božiji. Neka sekoj zbor što danas kad ga izgovoram bide za tvoja slava, neka ima tvojata sila na dvostar meč što prodira i što go deli koskite od muskulite, što prodira vo sršta, što go otvara sekoje srce koje je žedno za tvojata ljubav. Kako što velеше Isus, jaz ne zboruvam sam od sebe tuku od onoj koji me prati, zboruvaj ti deneska od onoj koji me prati, zašto jaz ti pripajam tebe, jaz ti pripajam tebe, Isuse, jaz ti pripajam tebe, Gospode, i jaz ti pripajam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Znači, 2 Korintjaните, 12 glava i 13. Видение и откровение, потвърдени от апостолът Павле. Да се фалам, немам полза. Значи, što se fališ ti, što imaš što ne si primil, to je interesan stih. Što imaš što ne si primil, kada sedneš na zemlju, sedni malko i razmisli. Zemi vozduh, što imaš ti tvoje, nemaš ništa, телото го создал Бог od земја и во земја ќе се врати. Душата и е вдахнат дух животен, значи ти немаш ништо. Он ме роди, има еден стих, он ме роди по своја волја. Он ме роди, Бог те родил, ти вдахнал живот, он го дава животот. И ти имаш само своја волја која треба да ја подредиш на неговата волја. Но да видиме што зборува апостолот Павле, зашто молитвата која Исус ја вели, молете се вака, Татко мој кој си на небесата, да се свети името Твое, да биде волјата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде
волјата не моја, туку Твоја, Татко мој. Те сакам, Господ Исусе Христос, да се фалам, немам полза, но ќе минам кон видение и откровенија Господови. Имав едно видение и откровение, значи тоа не е сон, туку е во будност, како да го кажеме. Духот слегува и ти ги отвара очите, спирала во светлина и илјадници луѓе весели со крилја како ангели заминуваат нагоре во радост и пеат и одат кон Господа. На првот стои Исус, јагнето во кое е Отецот. Потоа веднаш ми прикаже Господ една темна сенка во некоја сива сцена, илјадници луѓе носат товари, тегнат нешто, натоварени и одат полека молчеливо, одат по некоја удолнина. И прашувам, што носат нешто, куфери, товари, кој на грбот на товари, викам, што носат? Прашувам во видението и ми се вели, ги носат своите гревови, држам некого за рака, значи, во тоа видение, и одеднаш ми се испушти, почнам да викам, и слушам глас, доцна е веќе. Значи, ние некого држиме за рака, што сме го избрали Исус. И сега е можност да му сведочиме, за да не биде доцна, па да треба да помине низ оган, телото да му биде оштетено, самиот да биде оштетен за духот негов, духот на Отецот кој дал животот да чека суд. Да се фалам, немам полза, но ќе минам кон видение и откровенија, апостолски знаци, виденија и откровенија Господови. Знам еден човек во Христа, кој пред 14 години, за Господа 1000 години се како еден ден. Преко 14 години, со тело или без тело, не знам, Бог знае, тоа е суштината. Јас не знам, Бог знае, јас не знам, Татко мој, не можам јас, Господе, ти можеш. Бог знае, беше грабнат и однесен до третото небо. И знам дека тој човек со тело или без тело, не знам, Бог знае, беше грабнат и однесен во рајот и дека чул неискажливи зборови, кои човек не смее да ги каже. Значи, тоа е видение во полусон. Со таков човек ќе се пофалам, однесен до третото небо. Но со себе си нема да се пофалам, освен со моите слабости. Сетне бил свесен дека има слабости, дека од Савле е станат Павле, кој го сонуваше Македонецот го сонуваше Бог Отецот, значи го познал и го повикал Македонија. Така да Македонија, македонци, македонски цркви е важен момент даден од Бог и не треба да се откажуваме од Македонија, македонци, тоа што ни менувал Бог. Тоа е како да се откажуваш од Бог, освен ако Бог не сака, ако дојдете во Христа. Сите сме едно во Христа, нема повеќе ни елини, ни машко, ни женско, ни македонци, ни НАТО, ни Европска Унија, ни Срби, ни Бугари, ни Грци, ни Арнаути. Сите сме едно во Христа. Ако сме едно, ако не сме едно, не сме едно. Со таков човек ќе се пофалам, но со себе си нема да се пофалам, а пак кога би посакал да се фалам, вели апостолот Павле преку духот на нашиот Отец, не би бил безумен, зашто би кажал вистина. Вистина. Исус е вистината, Исус е патот. Да не би помислил некој за мене повеќе отколку што од мене гледа или од мене слуша. Ми се јавува една жена, ме нашла преку интернет. Слава ти во дух, да се помолам за некој момче кој е во кома. Знаете, вие не можете никого да исцелите. Јас можам да се молам и да посредувам, да ја донесам неговите родители до Исус. Имаме 3 вида на страдание. Телесно, значи први болки, болести и страдања, кои напаѓаат твоето тело. Второто ниво е кога ти умираш, вториот тип на страдание. И Христос живее во тебе, што е исто така болен процес, да се откажеш од себе си, да се подредиш себе си, да се жртвуваш себе си. Како што добриот пастир ја дава својата душа за овците, Исус треба и ти така да правиш. И ти прави така. И третото е веќе духовно страдание, кога страдаш за сиот народ, страдаш дека твоите браќа не го примаат Исус, со очи не гледаат и со уши не слушаат и со срцето да разберат што вели Исус. И за да не се превознесувам, вели апостолот Павле, во телото со премногу откровенија кои ги добивал. Во телото ми се даде трн, ангел, сатанин да ме боцка по лицето. Значи на апостол Павле му се дава трн, ангел, сатанин да го боцка по лицето, да не се превознесува. Затоа 3 пати го молев Господа тоа да го отстрани од мене. Апостол Павле вели, но тој ми рече, доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила, вели нашиот Бог Отец, се покажува потполно во слабоста.
Мојата сила, вели Бог Отец, се покажува во славоста. Кога ти ќе признаеш, не можам сам, татко мој, Исусе, не можам сам, потребна ми е твојата сила. Кога ќе го повикате Бог и да не го знаете неговото име, например во Охрид се Давев ме влечеше демон во езерото. Јас тогаш не го познавав Исус, бев православен христијанин и повикав: Пресветла Мајко Божја, спаси ме со срце, и потоа ме спаси, ме извади Божја рака од езерото. Сум раскажувал тоа во првата книга, Лицето на Бога. А потоа дознав дека Исус ме спаси, дека Исус, значи да го повикате под друго име од срце, Бог ќе ви помогне, Бог Отецот. А потоа треба да знаете дека Исус е тој што спасува, не спасува никој друг. Значи, 3 пати го молев Господа тоа да го отстрани од мене. На апостол Павле му се дава сатанин трн. Македонија има 4, 5, 6 сатанини трна. Бугарија, Србија, Грција, Албанија тврдат дека не существуваат македонците. Некој повеќе, некој помалку. Тука се НАТО и Европска унија кои не тераат да го смениме името, вршат притисок. Знаете, се доведува прашањето човек, син човечки. А ние зборуваме дека треба да ја надминеме состојбата од син човечки и да станеме син Божји. Но Бог ми рече: доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила се покажува потполно во слабоста, вели Бог Отецот. Тоа се однесува и на човек, на црква, на заедници на Македонија. Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите слабости, вели апостолот Павле, за да се всели во мене силата Христова. Затоа уживам во слабости, пазете што вели апостол Павле, во слабости, во навредувања, во маки, во прогонувања, во тага за Христа уживам. Зашто кога сум слаб, тогаш сум силен. Зашто кога сум слаб, јас, тихо, апостолот Павле, или било кој Христов слуга, тогаш сум силен, зашто ти велиш: татко, погрешив пред тебе и пред небото. Ја знаете приказната метафората за блудниот син кој се враќа кај Отецот, потрошил се што му дал Бог, своето време, своето здравје, духовната сила, малкуто љубов што е имал, потрошил се во светот и доаѓа дома кај Отецот и му вели: татко, погрешив пред тебе и пред небото. Потоа Отецот му вели: се мое е твое. Значи, кога сум слаб, тогаш сум силен. Фалејки се станав безумен. Безумен си кога сам себе се фали, зашто кој се фали со Господ треба да се фали, зашто Господ ќе те пофали. Вие требаше да ме пофалите, зашто во ништо не сум подолен од над апостолите, иако сум ништо. Иако сум ништо, тој знае што си ти прав земна, во која дувна дух животен за да стане жива душа. Зашто знаците на апостолите, апостол на Исус Христос, основач на цркви, директен однос со Исус, директно молење со Исус. Татко мој, ти благодарам, ти ме послуша. Меѓу вас со полно трпение во знаци, чудеса и силни дела, знаците на апостолите, во полно трпение, во знаци, чудеса и силни дела. Кои дела? Дела на љубовта. Дали познавате некои такви во блиските цркви, пошто останавте подолни од другите цркви, освен по она што не ви дотежнав? Значи, тој доаѓа самиот: простете ми ја таа грешка, не бара ништо од вас, зашто Бог му надополнува. Еве, по трет пат се готвам да дојдам кај вас и пак нема да паднам на ваш товар, зашто јас не го барам вашето. Интересно, јас не го барам вашето, зашто јас не туку вас. Вас, кој зборува тоа? Отецот Небесен не го бара вашето. Вие немате ништо ваше, вас ве бара. Вие сте отпаднатиот син кој треба да дојде и да каже: татко, погреши пред тебе и пред небото, прости ми. Децата не се должни да собираат богатство за родителите, туку родителите за децата. Значи, Бог богат, мојот Бог Отец е најбогатиот човек на светот. Кога, например, со театарот, кој 7 години не ми дава премиерот и рекоа: готов е, умре театарот. Не, повторно направивме представа Некрстени денови. И таа ги предвиде настаните што денес се случуваат во Македонија. Погледнете ја, Некрстени денови. Значи, мојот Бог е најбогатиот на светот, тој нема да ме остави. Господ ќе намири. А јас на драго срце се ќе жртвувам. Се ќе жртвувам и ќе се жртвувам себе за вашите души. Зашто кога на Петар, Симон Петар и Андреј, Симон Петар е едно, Андреј им рече: дојдете, ќе ве направам ловци на луѓе, тие беа рибари.
да ги направи ловци на луѓе. Значи, ќе се жртвувам за вашите души, иако јас премногу ве љубам. Премногу ве љубам, ова го зборува Отецот. А вие помалку ме љубите. Но нека биде така, јас не ви додевав, само бидејќи Итар. Итар ве добив на измама. На измама. Да не сум ве искористил, може би преку оние што ги испраќав кај вас, вели апостолот Павле, често пишувал во одредени цркви заедници, да не сум ве искористил, го замолив Тит, а со него и браќата, го пратив еден од браќата, да не ве исползува Тит, може би за нешто. Тој зборува дека сами доаѓали, сами се финансирале, Господ ги поддржувал. Нели не одевме ли во истиот дух сите ние? Не одиме ли во истиот дух сите ние христијани? Зошто сме тогаш поделени? Затоа што некои од нас одат без дух, одат со своето човечко мудрување, читаат Библијата и се поделиле во деноминации. Дали Господ сака Бог Отецот или Исус црквата да ја поделила на православни, католици, протестанти? Дали тој ја поделил црквата? Кој ја поделил? Го замолив Тито, со него пратив еден од браќата. Не одиме ли во ист дух? Па зошто сме тогаш поделени? Не одиме ли во ист дух? 2 Коринтијаните 12. Нели по истите стапки? А кои се стапките? Стапките се на Исус. Оди и ти така. Оди и не греши повеќе. Одамна мислите дека пред вас се одбрануваме, ние зборуваме пред Бог. Кога застанувам овде да го зборувам Светото Писмо, застанувам пред Бог и го молам, Татко мој, нека Твоите слова зборуваат низ мене. Отвори ми ги словата, Татко мој, во името на Исус. Значи, ние зборуваме пред Бога во Христос за ваше изградување. Некој таму од другата страна има потреба од Божјата љубов. Како некоја дете што е во кома и треба да се молиме за него. Татко мој, допри го срцето на родителите. Отвори му го срцето, ако е за кај тебе, нека остане кај тебе. Ако треба да се врати на земја, врати го. Нека сведочи за Твојата слава. Дека Ти си Бог и исцелител. Никој никого не може да исцелува. Вие се исцелувате кога добивате свет целив. Свет целив, што вели апостолот Павле, кога се враќате во прегратката на нашиот Бог, Татко, Отец. Тогаш се исчезнува, се мое е Твое. Бидејќи се плашам дека можеби кога ќе дојдам, нема да ве најдам такви, ова го зборува Бог Отецот, второто пришествие преку Исус, какви што сакам, такви какви што сакам, преобразени во љубовта, синови Божји наместо синови човечки, наместо себе љубие да ги љубите сите. И дека вие нема да ме најдете таков како што сакате. Вие мислите дека Бог осудува, убива. Не, Бог не убива. Има само еден закон, да останеш во законот на љубовта. Се она што им го правиш на луѓето, ви го правиш сами од себе. Ако тепаш, маваш, колнеш, сами од себе си го правиш тоа и потоа ќе треба да го отплатиш. Тоа е законот, бесплатно добивте, бесплатно давјавте. Односно, око за око, зап за зап. И дека вие нема да ме најдете таков како што сакам. И сега пазете, телесен човек. Ова се однесува на цркви заедници. Да не има меѓу вас скавги, завист, гнев, гордост, раздор, клевети, озборување, горделивост, побуни, да не има меѓу вас. Што меѓу вас има тако, вие уште сте телесни. Телесниот човек не го разбира духовниот, не го разбира Светото Писмо, кој е пишувано во дух и кој е Божји јазик. Кога повторно ќе дојдам да не ме понижи мојот Бог Отец кај вас, да не треба да оплакувам, да плачам за мнозина, како што плачеше апостолот Павле за својот народ, за евреите, а Бог Отецот го испрати кај незнабожците. Да плачам и јас за вас, за македонците, кои погрешиле порано и не се покајале за нечистотијата, блудството и срамот што го направиле. Македонци мои. Ова е трет пат како доаѓам кај вас, пазете. Од устата на двајца или тројца сведоци ќе се потврди секој збор. Двајца или тројца собрани во Негово име, Отецот, кој е Дух, Исус во кој пребива Отецот и Духот Божи кој не го испратил кој исто Отецот и Исус. Ова е трет пат, како што ве предупредив кога бев по втор пат кај вас, така и сега, кога не сум меѓу вас телесно, но со Духот сум со вас, ги предупредувам оние кои однапред погрешија и сите други, дека ако дојдам пак, нема да поштедувам. Видите, Господ направи Бог Отецот потоп со Ное, потоа направи завет, дека нема повеќе да потопува, да уништува земјата на која се паднат сатанат и неговите демони и ангели. Видите, виножито, сега ќе дојде низ оган ќе помине се. Кој е тој оган? Тие велат огнено езеро. Тоа е Бог, мојот Бог е оган што изгорува. Оганот е Божјата љубов во која вие ќе согорите. Се што не е од Бог. Вие барате доказ
дека Христос зборува низ мене. Интересно. Исцелување за секој оној кој ќе рече Исусе те сакам, Исусе те сакам, Исусе те сакам. Нека овие слова кои ги озвучувам во Твое име, Татко мој, во името на Исус, го допрат секое срце, нека исцелат секоја болка, нека го разбудат заспаните, нека им ги отворат очите на слепите, ушите на глувите, та со срцето да се покајат и да разберат зошто сме ние овде на земјата. Единствена причина е од синови човечки да добиеме сила и наплив од Исуса, да чекориме како него, да правиме дела на љубов, да се вратиме да станеме синови Божии. Ви барате доказ дека зборува Христос во мене, кој спрема вас е немокен. Кој спрема вас не е немокен, туку е силен меѓу вас. Зашто иако беше во немок распнат, пазете Исус, тој е жив по моќта Божја, силата е од Бог. Бидејќи сме и ние слаби во Него, кога си ти слаб во Него и признаваш, татко мој, не можам без тебе, те молам да го решам овој проблем, било што, здравствен проблем, состојба во која не можеш да излезеш. Ние сме слаби во Него, но ќе бидеме живи во Него, жив во Него, преку силата Божја меѓу вас. Двајца собрани во Негово име слегува духот и добивате сила. Во име на љубовта, нелицемерно братолюбие. Не осудувајте, срце смирено во Бог, срце што не осудува. Испитувајте се сами себе дали сте во верата. Дали сте во верата. Сами проверувајте се, дали прво му се обраќате на Исус или одите кај човек да ви ги реши проблемите. Или не сте свесни дека Исус Христос е во вас внатре. Освен ако сте недостојни. Исус Христос треба да е во вас внатре. Ако е тој во вас, вие сите ќе ги љубите, ќе имате сила за се, нема да мрморите, нема да се жалите, нема никога да осудувате, а за нас се надевам дека ќе разберете, за нас, дека ние не сме недостојни. Го молам мојот Отец да не правите никакво зло, не да се покажеме ние како достојни, туку вие да вршите добро. Вие да вршите добро, да не се врзуваш за луѓе кои те донере до Исус, па макар ние недостојни да останеме. Недостојни, зашто ние сме силни не против вистината. Вистината е Исус, туку за вистината. Вистината, чиста вистина или Исусова вистина. Исус е вистината. Се радуваме кога ние слабееме, значи кога веќе нема потреба некој да учи од тебе, туку оди кај Исус, а вие јакнете во Исуса. А за тоа му се молевме на Бог Отецот за вашето усовршување. Овие работи ви ги пишувам додека сум далеку од вас, еве овде во Егејско, па кога ќе дојдам кај вас, Сатанин трн, значи апостол Павле, Македонија Сатанин трн, бугарите тврдат дека македонците се бугари, грците тврдат дека македонците се грци, ги учат децата во школа, албанците тврдат дека ова е нивна земја. Србите не знам што тврдат со црквата, се расправат и ти имаат своји проблеми. И ние зборуваме за Сатанин трн, негирање на поимот човек, син човечки, а камоли да додете во син Божи да ги љубите сите. Овие работи ги пишувам додека сум далеку од вас, па кога ќе дојдам кај вас. Отецот, да не употребам строго според власта која ми ја даде Господ Бог Отецот во Исус за надградување, а не за уривање. Овој храм, рече Исус, ќе гурнам за 3 дена, ќе го созидам. Тој зборуваше за храмот на телото. Вие сте храм на живиот Бог. Скапо сте платени, чувајте ги вашите тела и души чисти. И така, браќа, радувајте се. Пазете сега поуки за христијаните. Радувајте се. Радувајте се за се што ви доаѓа. Радувајте се зашто сте во Исус. Усовршувајте се во љубовта. Што значи тоа? Трпеливо поднесувај се. Бидете едномислени, а црквите се поделени, христијаните се поделени. Живејте во мир со сите. И Бог на љубовта, сето тоа се услови на мирот ќе биде со вас. Значи, радувајте се, утешувајте се, усовршувајте се, бидете едномислени, живејте во мир. И Бог на мирот, Бог на љубовта и на мирот ќе биде со вас. Поздравете се еден со друг со свет целив, значи исцелување, свет целив, кога ќе се вратите во редот на љубовта, кога ќе повикате кон Бог Отецот и Исуса Христа, вие веќе сте исцелени. Без разлика дали телото ќе ви се исцели, битно е душата да го избере Исус и вие да се вратите во Божјото духовното царство. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос,
и љубовта на Бога и Отецот, љубовта на Бога и Отецот, кој е сам љубов, тоа е суштина, не е чувство, него е суштина, Бог љубов, вие треба да се преобразите, да се преоблечете во љубов. Нека бидат со сите вас. Амин. Амин. Слава ти, Татко Небесен. Значи, животот на секоја личност е одреден и треба да се прими. Пазите се, зборуваме христијанска поука, без мрморење, без самосожалување, за да има момент да се преобрати вашата душа, но слажна доверба и надевање во Бог. Пазете, Аврам го однесе Јаков, Исак синот, да го жртвува. Господ му рече, и тој рече, ако може, ако тој ќе го воскресне. Значи, кога го праша синот, каде е жртвеното јагне, Аврам му рече на Исак, Господ ќе набери надевање во Бог, кој треба да биде под... И се што се случува, ќе го поднесеш со леснотија, знаејќи дека Бог те држи за рака, дека тој те обликува во согласно со неговата волја. Значи, протиставен од Бог своје волие, дуоволос, ѓавол, Сатанас, протиставен од Бог, отпаднал од Божјата љубов, спротивно на љубовта е омразата. Два света има, два типа на постојање, чудинови човечки, сатански, паднати на земјата. Единствена причина за која сте се родиле е да се вратите во Божјото царство на небесата, од нељубов да се преобразите во љубов. Значи, секоја тага може да ја претвори во радост, секое страдание во радост, ако му се предадеш нему, во искрена молитва, и тој ќе те држи, како детето кој го бара таткото. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Значи, ние имаме Отец горе, другите имаат Бог. Јас не ви зборувам за Бог кој е некаде далеку таму. Зборуваме за Татко на небесата. Значи, патеката по која треба да се помине во животот е долга. Ние сме на дното, паднати сме во оваа долина на сенка смртна, каква што е земјата. И потребно ти е поддршка. Бог, Отецот, преку Исус, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен да те води. Значи, треба да се освои планината, се качиш горе, да дојдеш до Божјото царство на небесата. Ако чекориш со Бог, му се предадеш се нему, не ти да живееш, туку Исус да живее во тебе. Тој ќе биде твојот водич кој ќе те качи, ќе ти помогне по некоја стрмна стаза да се качиш до него и повторно да се вратиш, да пребиваш во духовното царство во љубовта. Колку повеќе има страдание, прогонство, стазата е по-напорна, ти побрзо можеш да созреш во душата. Значи, тебе те води семокниот Бог преку Исуса Христа, во кој пребива тој. Колку е судбината потешка, ти се повеќе се приближуваш. Бог може да ти помогне да направи се. За Господ се е можно. Ограничувањата на Бог Отецот во одредени тези, доктрини не се добри, дека тој е толку и толку, се изјави, нема веќе. Значи, тогаш и најстрмната стаза по која чекориш во овој живот, кој е полн со нељубов, ако му се предадеш како дете Божјо, Татко мој, не можам повеќе сам, Исусе го повикувам Твоето име, погрешив пред Тебе, Татко мој, пред небото. Ако го прифаќаш секој настан што ти се случува и кажуваш, Татко, нека биде не мојата, туку Твојата волја, тој нема да ти дозволи да страдаш повеќе колку што можеш да издржиш. И во најголемата неволја да се надеваш на него, тој ќе ја смири твојата душа и твојата и ќе ти даде мир. И тој ќе действува во тебе и ништо нема да ти биде тешко да напредуваш и да се искачуваш од оваа долина на сенка смртта кон Божјото царство на небесата со дела на љубовта. Дела на љубовта треба да ги љубите сите, да бидете свесни дека Исус живее во тебе, брате и христијанин. Ако Исус живее во тебе, ти нема да осудуваш, нема да мразиш, нема да мрмориш. Некој ќе велиш, татко, чашата е горка, но морам да ја испијам. Ништо нема да ви биде тешко и со радост, весело, како рече, радувајте се, утешувајте се, усовршувајте се, бидете едномислени, живеете во мир и Бог на мирот и на љубовта ќе биде во вас, со вас. Радувај се, усовршувајте се, бидете едномислени, не се осудувајте едни со други. Живете во мир. Значи, подаја твојата рака, нека Таткото небесен те води. Имаш Татко на небесото, те врати назад во неговиот дом. Се додека него постигнеш целта и се вратиш во неговиот дом, каде нема ни тага, ни неволја, ни патна. Тага, Откровение 27.4, туку вечно блаженство. Еве што вели тој, 27.4. Татко мој небесен, се враќам пак, кој победува ќе наследи се. 27.7. Ќе му бидам Бог, Отец, кој победува. А како се победува? Во љубовта се победува и ќе ми биде син. Пазете. И ќе избрише Бог, Отецот, секоја солза од очите нивни.
i smrt nema da ima veke, a veke i nema. Ni plač, ni piskot, ni tu bolka nema da ima veke, бидејќи поранешното веќе помина. Татко мој, ти благодарам што и денеска беше во моето срце. Ова се поуки кои ги најдов во една книжка интересна. Значи поуки на одредени христијани кои ги собрал мојата молитва на живот од Лоренс Новосел. Знаете, треба да се проверуваат духовите. Значи, дали знаете дека Исус живее во вас, суштината е Исус да живее во вас, вие да се преобразите, да разберете дека не сте само тело, дека сте душа во која вдахнат дух животен и дека треба да станете од жива душа, повторно од тело телесно, од тело природно, да се вратите во тело духовно, да се вратите во Божјото царство на небесата. Вие сите сонувате дека паѓате. Нема човек што не сонувал дека паѓа од црна бездна, тоа е ова долина сенка смртна. Тоа е запис во вас за падот. Втората приказна е дека вие сонувате како летате, дека повторно се враќате во Божјото царство на небесата, каде нема време, простор и свест, каде нема минато, сегашност и иднина, бидејќи Бог е се присутен, семокен, тој создава се со збор. Тогаш вие ќе живеете во него, ќе бидете синови на Севишниот, синови Божји, синови Божји. Вие сте богови, како вика, синови на Севишниот. Ти си син мој и јас денес те родив. Ти благодарам, татко мој, што ми отвори оваа беседа. Нека и денеска допри ги сите оние со овие слова, сите оние кои имаат потреба твојата љубов за исцелување на болните, гладните и осамените, за исцелување за свет целив, за исцелување, за враќање во твојата преградка, враќање во Исусовата љубов, чекорење со Бог и повторно враќање во Божјото царство на небесата. Мир вам до Божјо царство небесно. Армакедонци мои, брати и пријатели, ако си болен, тажен, особено имаш проблеми, клекни на колена, повикај го Исуса Христа, име над секое име. Повикај го Божиот Отец на небесата, кој не создал сите. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. И потоа следува моментот кога ти се преобразуваш и се враќаш во неговата љубов. И тој ти вели, се мое е твое. И тогаш чекориш во љубов, и тогаш чекориш во победа, во плодоносен и победоносен живот. Амин. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава ти, Татко Небесен. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се мое е твое, ти ме создаде од прав земна и дух животен духна во мене, по образот твој ме создаде, жива душа налик на тебе, се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се мое е твое, љубовта твоја ме облега, твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам тебе, Исусе, јас ти припаѓам тебе, Господе, јас ти припаѓам тебе, Татко мој,
Все